лично како новинар мене не ме се допаѓа она сегашно информирање, имајќи во предвид дека и го нема тоа професионално новинарство, односно да ги има двете страни и да се пласира информацијата. Сега добивам впечаток дека во налет на брзата технологија некако мораме да бидеме брзи и да пласираме информацијата еднострано, што не е во ред. Имаме нерегулација на медиумскиот пазар. Речиси сите стана медиумски работници, што е еднакво на новинари. Во денешно време еден обичен човек со Facebook страница, кој што ќе го следат некаде околу 100.000 следачи, има исто влијание, можеби поголемо влијание од еден обичен новинар. Ограничувањата до сега во моето искуство се наведени, но тоа морали да го објавите, зошто го објавувате. И јас само велам, тогаш вие морате ли да ја работите вашата функција за која што ве избрал народот или сте поставени на таа функција, и секогаш наоѓам компромис со засегнатата странка кој што сметам дека ќе биде засегната. Дефинитивно економската зависност е најголемиот проблем за новинарите од било кој аспект. Економската зависност ги тера новинарите да се потчинат. Живеам во мала средина и едноставно правам некакви пресметки. Доколку сум економски независен, сигурно нема да биде состојбата иста со она што во моментов ја имам. Многу малку фирми се рекламираат или донираат во македонското професионално новинарство. За мене проблематични се они институции кои што имаат подрачни канцеларии во Струмица. Знаете, па мора да се консултираат со Скопје, па мора да се достави барање за информации од јавен карактер, па чекаме со време. Физички не сум имал, дигитални да, мислам тоа на социјалните мрежи. Вообичаено притисоците доаѓаат од незадоволство на објавената информација. Притисоците кај мене лично се од она што претходно го спомнав. Ајде бе, морали да го објавиш, ајде те молам повлечи ја таа вест, види, или почеки за 2-3 дена. Тоа е притисок. Мислам, го сметам за притисок, но обично наоѓам заеднички јазик. На локално ниво истражувачко новинарство многу ретко. Аналитичко новинарство до некоја страна се практикува, истражувачко многу малку. А на локално ниво, за да се задржите на нечие работење, злоупотреба или намирисување дека таму се нешто мириса на корупција од типот на една фирма фаворизирана тендери, на јавна набавка, тоа тешко може да се продолжи од една страна. Не сме економски независни, второ, живееме во мала средина и трето, никој не ни ја гарантира безбедност. Ако зборуваме за истражувачко новинарство, ретко кој би се осудил на локално ниво да истражува, да копа, имајќи во предвид какви се ајкули имаме, а ти си само една мала риба кој што се обидува да ја пренесе на останатото јато на риби дека нешто не штима. Сметам дека треба да се поддржуваат млади новинари преку она што го зборав проект новинарство. Ако евентуално имаме грантови кои што се доделуваат, дали домашни, дали меѓународни грантови, да се дисперзираат и да ги поттикнат младите, не на грантови на медиуми, туку директно на младите кои што сакаат да се занимаваат со тој бизнис, за да ја почувствуваат магијата на новинарството, на слободата на изразување, но и пренесувањето на одредени информации.